Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Радост у том. Денеска авторот на евангелската перикопа, светиот апостол и евангелист и богослов на црквата Јован, ни соопшти една огромна, незаобиколна вистина за Бога. Таа негова мисла можеме да ја поделиме на два дела. Во првиот дел Свети Јован категорички тврди дека никој од луѓето и никогаш Бога не го види. Ако останеме при оваа теза, ќе се судриме со една мачна ситуација. Како да веруваме во некој што никогаш не сме го видели? Како да веруваме во некој што не го познаваме кој е и како? Свети Јован, богослов и евангелист, како добар, одличен, најдобар познавач на тајната Божја, кога ги кажува овие прилично песимистички думи за нас, луѓето, мисли на најбожествената димензија од битието на Бога. А таа димензија е самото битие Божие, самата природа Господња, која е апсолутно трансцендентална, апсолутно непозната и незнаена за човекот. Бог на планот на природата е навистина Deus absconditus, некој кој што за секогаш од нас се скрива. Грчките свети отци употребуваат една друга фраза. Θεόν атеорито. Непознато, незнато. И тука, браќи и сестри, не може ништо да се промени. Тоа така за нас, луѓето, и за се што постои, а е од него, таков каков што Свети Јован вели дека е создаден. Но Свети Јован, богослов, не останува тука. Тој ја продолжува својата мисла. Единородниот Син Божи, кој во пазувите на Отецот, ни го објави, ни го откри, ни го објасни, ни го истолкува. Светиот апостол и евангелист Јован за поимот, нашиот поим објави, употребува еден мощен, специфичен грчки термин, екзегизато, екзекисато. Што значи тоа? Од тука произлегува поимот екзегеза. Библиска екзегеза, толкување на библиските вистини и текстови. Че
Самиот Син Божи, откако ја прими природата на човекот, со самиот тој акт ни ја објасни тајната Божја, ни го откри Бога онаков како што е. Во апофатичката теологија, возлюбени, тоа што е невидливо, не е нешто што се негира, не е нешто што се плашиме, бегаме, го одбегнуваме, за тоа како да е забрането да се размислува. Не, возлюбени, во Христа Бога, браќа и сестри, во апофатичката теологија или символичната теологија, тоа што е непознато, ни се открива како непознато. Тоа што не може да биде знаено, ни се открива како незнаено. Никакви безмислени обиди, да се дојде до некакво рационално знаење за нешто што го надвишува умот човечки и ги надвишува неговите потенцијални сили и можности. Сега, после вториот дел, како да ни олесни. Тој што никој и никогаш не е виден, ниту знаен, сега ни станува и знаен, и виден, бидејќи тој истиот Бог, кого што Мојсеј на Сината гора, Синајската гора, не можеше да го види онаков каков што е. Побара од него. Откри ми се онаков како што си. Покажи ми се како што си. Види кога ќе следам зам долу, ќе ме пречека мојот народ и ќе му кажам за нашиот разговор, а тој ќе ме праша, а кој е тој? А каков е тој? А како се вика нашиот Бог? Тогаш Бог му го каже името своје. Он си, оној кој што е. Меѓутоа, веднаш го соочи со неможноста да го види онаков како што е. Зашто во оној час, кога ќе ме видиш, ќе умриш. И гледајте сега, колко е Господ премудар. Тој смислува начини да ни се открие, да ни се каже кој е и каков е, без да ја загрози нашата екзистенција, без да го загрози нашето постоење, без да го загрози нашиот живот. Што се случи на гората Синајска? Господ громогласно зборуваше со Мојсеја. И Господ на Мојсеја му се откри, облечен во својата божествена нацветлосна светлина. Гласот и светлината го открива Бога, а зад гласот и зад светлината се криеше тој, онаков како што е, за да го сочува животот на Мојсеја. Истото тоа Господ го прави со нас сите, откако не има, и така ќе биде за секој. Зошто Христос ни го објавува Бога онаков како што е? Затоа што Господ сметаше дека ќе може да ни се открие уште поблиску,
Уште појасно, отколку на гората Синајска во разговорот со Мојсеј, ако ја прими нашата природа, ако стане човек. Па гледајте, браќи и сестри, зашто беше неможно народите и луѓето пред Христа да го познаат вистинскиот Бог, онака како што сега ние го знаеме преку Христа, Господа и во Христа. До Христа, браќи и сестри, луѓето знаеа дека постои таа сила што создава се. И не само што создава, туку тоа што го создава го чува. Го чува во постоење. Ама не можеа да знаат кој е тој што го создал светот, кој е тој што го дарил човекот со образ и подобие Господње, со живот и со постоење. И затоа старите народи, паганските народи, оние чија религиозна свест беше попримитивна од религиозната свест на политеистите, многобожците, од типот на анимистите, преанимистите, фетишистите. Тие, браќи и сестри, го замислуваат во неможност да го познаат како што го замислуваат. И затоа, замислувајќи во Бога, секој практично верувал во некој свој субјективен Бог. Богови имало најмалку колку што луѓе имало, а Бога ми многу повеќе, бидејќи на тие луѓе и на тие народи им требале и многу други објаснувања од секојдневниот живот, за тајната на светов, за тајната на животот, за тајната на човекот, за тајната на Бога, во неможност да имаат аргументи што ќе им помогнат да ги дознаат, да продрат во тие три големи тајни. Тие ги живееле по замисла. И затоа и великиот Григори Богослов на едно место ни вели вака: на крстот не можеше да биде ниту распнат, ниту убиен Бог. На крстот беше распнат и беше убиен човекот во Богочовекот Христос. И гледајте каква прекрасна подударност со кажувањето на свети Јован Богослов. И потоа истиот свети Григори Велики на едно место вели токму затоа беше доволно само една капка од телото Христово да капне врз земјата под крстот, за да ја обнови сета твар, сето создание и животот на човек. Ние имаме среќа од секогаш да си го сакаме и да си го почитуваме тој Христос, кој што со една капка од крвта своја може да не возобнови, да не препороди, да не пресогради. Поред кој критериуми, браќи и сестри? Според Него самиот, кој што е нашата алфа и нашата омега. Нема да го заборавам повторно свети Максим Исповедник, кој што вели: и секое друго слово од алфавитот
A što znači to? To znači дека нашиот Бог постојано го следи нашиот живот. Тој е надвиснат над нашите животи, од гинекологија до гробишта и потоа, браќа и сестри, ни сите вечници. Затоа само едно ни преостанува. Цврсто да се држиме за Христа Господ. И да не бараме лажни авторитети и критериуми, кои што ќе не одведат во земјата невратија. Колку луѓе и колку народи неповратно исчезна во историјата на светот и човекот. И тие исчезна токму затоа што тргна по лажни авторитети. А токму тоа и во овој наш свет денешен на ангро ни се нуди, колку да сакате лажни авторитети, лажни месии, лажни спасители. На едно место Христос недвосмислено не соочува со состојбата што ја живееме. Ке имате неброени лажни месии. Меѓу нив има и такви кои што ќе можа и мртви да воскресне. Но тоа да не ве фасцинира, да не ве заробува нивната вештина, зашто што ќе ви е воскресението за повторно да умрете. Воскресението има смисла само ако се воскреснува еднаш за секогаш. А тој живот може да ни го даде само Христа. Тој кој што не знае за грех и тој кој што не знае за смрт. Амин.